Благодариме Елизабета. Доколку не се реагира навреме и не се работи на нормалниот говор на децата, тоа во подоцнежниот развој знае да предизвика проблеми. Продолжуваме со оваа тема и разговор во студиото. Добро утро за нашите гостинки Јулијана Секуловска, клинички логопед. Добро утро и добре ни дојдовте, и Тања Герасимовска-Томовска, оделенски наставник. Добро утро. Заедно ќе го водиме разговорот, нека биде како една мала позитивна мини дебат во однос на оваа тема. Да, не случајно ја направивме оваа комбинација за да ги офатиме сите засегнати алки. Јулијана, ќе започнеме со вас. Еве спомна претходно и вашата колешка од Прилеп дека особено важно е на време да се детектира проблем во говорот кај децата, но важно е тоа да се забележи. Кои се оние знаци кои што укажуваат на проблемот со говор кај децата, поврзано ли е со возраста, на која возраст да речеме детето како треба да говори за да можеме да забележиме дека нешто се случува во меѓувреме? Секако. Како и во се останато, прва е симптоматологијата која што оди со одстапување од нормалниот развој кај дечињата. Во суштина, развојот кај дечињата почнува откако ќе се роди детето, до 2 години веќе ние треба да имаме развоен момент барем до прв збор кажан. Некако во денешно време, како што ни напредува технологијата, така ни ослабува развојот, за жал. Па границите се поместени и може веќе слободно да кажеме дека границите веќе не се до 12 месеци, туку до 18 месеци. Покрај првиот збор кажан, во развојот не треба да изостанува баблингот, односно гугањето кај бебињата. Тоа е нешто прво што го забележуваме, а говорот не би се развил ако немаме добро развиен слух. Првенствено кај децата го проверуваме слухот, дали детето добро слуша. Треба прво добро да слушне, да разбере, па да имаме експресивен говор, зборче. Покрај зборчињата доколку изостануваат, го бараме фокусот, дали детето има фокус, дали имаме поглед, око во око, што велиме ние, да знае да се ги покажува деловите од лицето, да знае каде е носето, каде е угното, каде е главата. Освен тој момент, многу важен е моментот друштвената социјала, како велиме ние, социјална интеграција на децата, дали тие соработуваат со средината. Откако ќе се развие говорот, барем неколку зборчиња, потоа како понатаму ќе растат децата, тие се формираат свој фонд на зборови, дали детето има разберлив говор. Според одредени статистики и правила во нормалниот развој кај говорот, би требало детето да го разбираат 65% од средината во која што живее, значи од прилика до 60% да има разберлив говор. Значи не е само да зборува, туку треба да знаеме, да разбираме што зборува детето и конкретно, значи, дали имаме логика во кажаното. А како да се стимулира нормалниот говор кај децата, односно постојат ли некои техники кои што може родителите да ги применуваат пред да се обратат на логопед? Раната интервенција е всушност стимулација. Првенствено, родителите што може да направат најдобро за детето, освен да бидат првиот пример на детето. Детето се развива со имитација на родителите. Како што говори родителот, така детето слуша, гледа и имитира. Најважна ни е имитацијата. Зашто нам ни сметаат, тоест ни пречат електронските уреди, тоест екраните? Зашто се јавува екранизацијата? Детето гледа нешто пред него, не го разбира, претежно е на странски јазик, слуша нешто, гледа, но не може да има експресивен говор да имитира, затоа што не го разбира. А доколку имаме жив говор, нам не треба само жив говор со дечињата, да не гледа нас, односно јазикот, мајчиниот јазик, и да може да го имитира истиот да го кажува. Тоа ни е првенствено стимулацијата, потоа имаме оние сликовници што ни се со приказни во слики, па да ги објаснуваме што е ова, буквално детето да биде во интеракција цело време. Тања, какво е вашето работно искуство низ годиниве? Колка е стапката на дечиња со проблем со говорот? Прво ми е драго што сме тука да зборуваме на тема на која што треба да обрнеме големо внимание, сметам. Посебно сите ние што сме вклучени во развојот на детето, па и ние како наставници. За жал, доста е зголемен бројот на деца со потешкотии во говорот, за разлика од претходните години, и навистина се соочуваме со голем проблем во рамките на образовниот систем, кој понатаму резултира со многу поголеми последици, би кажала.
Навремената логопедска, односно неправилниот говор, се извинувам, првите проблеми ги дава токму со поаѓањето на училиште. Ајде, малку пред да преминем на ова друго прашање кое што го почнав, да анализираме од неколку аспекти. Прво и многу важно што се одразува на усвојувањето на техниките на читање и пишување, што резултира со слаби резултати. Точно така. Кога ќе почне училишниот период, кај детето се создава, да кажам, еден вид на несигурност, со самото тоа да се изрази, значи се соочува и со потешкоти во изразувањето, потешкоти во читањето, потешкоти во пишувањето. Од секој аспект уназадува во делот на образовниот процес понатаму и ние како наставници сме должни тоа да го детектираме и да помогнеме за да се надмине полесно проблемот. Но тоа е подоцнежниот период од развојот на детето. Во неколку наврати, Јулијана, ја споминавте раната детекција. Што подразбира рана детекција на проблеми со говорот? Кога ќе ви се обратат на вас, родителите, како стручно лице? Раната интервенција пред се представува добра и квалитетна диагностика. Добар квалитетен диагностичар не сме да има пропуст во буквално целата диагностика на самата состојба на детето од самото раѓање. Почнуваме од тоа како е формиран и дали е добро развиен говорниот апарат, дали имаме расцеп на непце, дали имаме расцеп на усни, кои што тие се првични некои симптоми каде што не можеме да имаме добро развиен говор во тие патолошки состојби каде што се потребни одредени дури и хируршки интервенции. Дали јазичето ни е врзано како анкелоглосијата, за жал се почесто ја имаме таа состојба каде што ја немаме таа мобилност, значи таа функционалност на јазичето кој што ни е неопходен орган за говорот, за добро да се развие говор. Потоа исто така во однос на самата дентиција, значи развојот на забите, дали имаме протрузија, значи во испакнати горни вилици, долни вилици, сето тоа спаѓа во буквално говорен апарат, но исто така и носно-усно, значи комплексно, значи развиено место каде што имаме дел за протокот на воздухот кој што ни е важен за развојот на овие назални букви што ги велиме обично на дечињата им затнати носињата, па не можат да кажат моена. Неразберливиот говор, за жал, една од причините што влие и на социализацијата на децата, многу често поради тоа се исмевани и сфрлани од друштвото. Вие како наставници веруваме се соочувате и сочувствувате со овие дечиња. Кои се тука советите, како тука да се реагира? Видете, во рамки на образованието, сега можам да кажам, во тој дел на социализацијата, децата чувствуваат навистина голема несигурност и опадната самодоверба во делот како да искомуницираат со останатите деца од оделението. Тука се јавува проблемот, бидејќи се работи за деца, често знаат да се исмеат на некој кажан збор, не сакаат да се дружат со дечињата, за жал, кои што имаат проблем со говорот. И сето тоа сметам дека датира од едукацијата која што имаат и од дома, значи и од нас наставниците. И ние мораме да работиме на тој проблем заеднички. Кога велам заеднички, мислам на оној цел круг ние наставници, логопеди, психолози, родители, да можеме што полесно да го надмине проблемот тоа дете и да почувствува самодоверба за да може да биде прифатено во друштвото, односно во оделението. И колкав е успехот ако навремено се реагира? Знам дека е индивидуално и тука не можеме да дадеме еден универзален одговор, но доколку се донесе навреме детето, успевате ли да направите промени во однос на говорот? Секако. Првенствено со самата свесност на родителите, што направиле чекор и одлука да го донесат детето на логопед, веќе имаме ние во наводници речено 50% решен проблем, но не зависи тоа само од нас. Секако важна е соработката логопед, родител, дете, за да имаме тој успешен, да го имаме успешниот триаголник, затоа што детето ако работи само со логопедот, не дека нема да има резултат, ќе има резултат, но важен е како клуч на целиот резултат детето дали ќе вежба дома, дали ќе работи дома и дали ќе ги има насоките од логопедот до родителот. Затоа советувам до сите колеги кога работат со дечињата, барем 15 минути од
частот од терминот кој што го имаат, да го посветат на родителите, да бидат родителите вклучени во самиот третман, да видат како тоа изгледа, да видат како тоа се работи, затоа што сепак родителот не е логопед, треба да му помогнеме барем да добие насоки како да работи дома. Поспоминавме, Тања, со Јулијана триаголникот родител, логопед, дете. Каде е тука за оваа проблематика триаголникот наставник, дете, родител? Колку родителите се отворени за соработка кога вие како наставници укажувате на тоа што го забележувате кај нивното дете во врска со неправилни одговори? Сте имали ли можеби до сега непријатни ситуации да родителот не сака тоа да го признае? Низ работата се соочуваме навистина со различни ситуации, меѓу кои тешко прифаќање од страна на родителот дека неговото дете се соочува со одреден проблем во делот на говорот. Доколку значи имаме таков случај, се обидуваме ние како наставници да обрнеме поголемо внимание на разговор со родителите, како што кажавте, бидејќи навистина е од големо значење да се разговара со родителот, да му се докаже дека не е ништо страшно, дека е надмирлив проблемот, треба само нели да ние како возрастни да соработуваме и да се обидеме, значи да го најдеме правото решение. Меѓутоа исто така има и родители кои што уште пред да дојдат на училиште децата се свесни за проблемот и веќе посетуваат логопед, и тука навистина имаме голем успех во тој дел кај тие дечиња. Веќе се со подигната самодоверба, поинаков начин на комуникација и навистина тука веќе нема никаков проблем понатаму во училишниот процес. И се случува, можеби не толку често, но се случува да сретнеме родител и дете кои што говорат идентично. Ако родителот има некаков проблем со говорот, детето говори слично на него, па велиме, тоа е наследно. Прашањето е, се наследува ли конституцијата на говорниот механизам или? Има. Во однос на генетиката, да, има одредени состојби кои што се наследни, но тој дел ќе го ставиме за синдромите, за потешките состојби. Во однос на моделот на говорење, тоа е повеќе, јас би кажала, имитација. Кога детето, нели, како најголем модел во неговиот развој е родителот, го гледа и имитира. И затоа ова убаво што го спомнавте, така да ги поттикнеме родителите малку во однос на свесноста. Тука е клучот, нели, да го најдеме ние коренот на проблемот, што би рекле старите, нели, да почнеме со работа од родителите. Имам во моето искуство, можам да се пофалам и возрастни кои што доаѓаат на третман логопедски, кои што сакаат да направат за себе, да имаат подобар говор, посебно во одредени професии, како што е вашата професија, нели, наставниците, педагозите, каде што имаат и јавни настапи, каде што вежбаат и јавно говорење. И тоа ме радува, некако ми дава надеж дека ние сме на добар пат. И повторно завршуваме со оделенските наставници, во многу случаи пред нели да се вклучи логопедот, тука е оделенскиот наставник кој што може да го детектира проблемот и да ги упати родителите и детето на логопед. Па така ете и да ја завршиме уште еднаш темата, Тања, со вас. Најчесто заклучивме дека проблемите се санираат од мала возраст. Ајде да ги советуваме за крај родителите, да бидат поотворени за соработка. Треба ли повеќе да разговараат со оделенските наставници, како што некогаш беше тоа порано пред 10-15 години, да се разговара во живо, не на Вибер групи? Апсолутно сум многу против Вибер групите, таквиот начин на комуникација. Секогаш практикувам разговор очи во очи со родителите за било кој проблем кој што е вклучено детето. Меѓутоа, детето, сметам, поминува најголем дел од периодот со наставникот на училиште. И тука е клучно да се создаде довербата кај наставникот, односно детето да стекне доверба кон наставникот, за да може, нели, подлесно да го надмине проблемот, а со самото тоа и родителите, кои ќе видат како наставникот работи со детето, се здобиваат со голема доверба кон наставникот и прифаќаат сугестии и забелешки. Има начин на кој што тој треба да се таа забелешка треба да се соопшти, нели ние треба многу да внимаваме во тој дел. Сепак се работи за дете и сметам дека заеднички, доколку почесто и потемелно го сватиме овој проблем, може да се надмине многу полесно. И
ме поттикна ова што го споменавте некако за крај, проблемите во говорот од друг аспект кој што и двете ве засега. Ако немаме проблеми во изговарањето, имаме сериозен проблем со тоа како ни говорат нашите деца. Зборувам за правилниот јазик и сега еве реакцијата од двете без да кажете ниту збор. И тука имаме сериозни проблеми на кои што инсистирате еве и двете во рамки на професијата да се коригира. Како ни зборуваат македонски децата? Па би рекла како нашите иселеници. Тоа е, мислам, соодветен збор, затоа што жално ми е што го кажувам ова, но често се случува кога одам надвор да ги слушам децата меѓусебно како зборуваат на англиски јазик. Тука некако жал ми е од страна дека македонскиот наш јазик некако ни тоне. Точно. Ни тоне македонскиот јазик и тука мислам дека би било добро да ги вклучиме и нашите наставници, професори по македонскиот јазик, лектори, значи да се направи баш онака екипна акција, да можеме некако да си ги спасиме не само децата. Клучно е македонскиот јазик да си го спасиме. Јас би сакала да се надоврзам дека тука проблемот го гледам уште од најмала возраст во делот кога детето се изразува, родителот не го поправа за да се изразува правилно. Често пати ни се симпатични малите деца кога ќе почнат да зборуваат на условно кажано нивни јазик, недоразвиени, ние тоа го прифаќаме, значи се надоврзуваме како родители понекогаш, за жал, и понатаму тој проблем прераснува во уште поголем проблем. Доколку уште од најмала возраст се поправа говорот кај детето, да се каже како правилно да го изговори зборот литературно македонски, тогаш мислам дека детето би растело со таа мисла и би се развивало понатаму во навистина правилна насока. Еве уште една тема од ова. Благодариме за гостувањето во утро во Македонија на утро. Веруваме дека допревме до најмногу до родителите да ја пробудиме свесност за правилниот одговор. А оваа тема секако останува отворена, зборувам за последната која што ја споменавме во однос на македонскиот јазик и посветиме секако внимание бидејќи тоа го заслужува. Презравен јазик немаме.